Одиме сега со професионални муабети, па и малку приватно со моите следни гости, или дуото Дис, или Денис Мурат и неговата сега веќе сопруга, љубена Стефи Мурат. Да, Стефановска моминско. Добро, така е во лична карта, Стефановска Мурат, ама добро. Го подзадржа, значи, презимало. Една сум, Јас личната морам да карта се поддржам. задржав од Охрид. Охрига сте, уште сте. Аха. Ова љубовна приказна е охридска? Сакам да ја чујам, затоа што јас не ви ја знам приказната. А и нели сега и ковид и така натаму и некако многу помалку слушавме и за изведувачите и за музиката, многу помалку и самите музичари работеа, верувам и вие го почувствувавте тоа на своја кожа, затоа што нели екзистенцијата е од таму, од настапи и од создавање на нова музика и дружење со публиката. Ќе зборуваме и за овој пандемиски период, но се разбира ќе се насочиме и малку семејно, љубовта и приновата и вие како и голем дел од музичарите и впрочем нашиот македонски народ, а и во светот се одлучија пандемијата да искористат и за принова. За втора принова. Да, што ти значи локдаун, така. Може уште еден ќе има и ќе ги станцаме за ова. Со секој локдаун, ново детенце, па добро, што да се прави во локдаун? Дали сте ми добри? Супер сме. По прв пат или по втор пат прележавте корона изминатиот период? Туку што излегуваат пред некој ден од изолација, они се најбезбедни во моментов за во студио. Да, прв пат и тоа за среќа се зачувавме така долго. Прв пат ништо страшно помина, лесно да речеме, све окей беше. Сега сме така веќе вратени во колосек да речам, тој си оди на работа, јас со бебето дома, нели? Породилно отсуство. И така тоа е тоа. Добро. Денис Мурат ни е познат, бога ми, од прилика 15 на години. Има така, тука некаде. Јас и ти тогаш се запознавме на аудиција и на снимање за... Во Охрид. Во Охрид, тогаш дојдовме во Охрид, на македонскиот идол. И сакам да подсетам и тебе и гледачите, оние кои што те помнат од таму, во една минутка и нешто како тогаш изгледаше и впрочем нашето запознавање. И впрочем стартот на твојата музичка кариера. Да. Ајде да зирнеме. Baby, now the party's over for us, so I'll be on my way. Now that the things which move me are standing still. I don't wanna dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you, though. Подготвен? Да, Да? целосно. Кажи ми, што спремаш, што ќе пееш? Немам спремано, ќе видам зависно од енергијата, што ќе ме победи во моментот. Шива енергија на Игор, на Тоне или на Калиопи? Ќе размислам. Од Калиопи. Feeling worn down, left a good job in a city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute sleeping till I hitched a ride on a riverboat with a big wheel. I just keep on turning, and we proud Mary keep on burning, and we rolling, 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 rolling on the river. Многу спомени излегува. И муавети додека вие гледавте, се разбира, ова ретро видео од нашето запознавање со Денис Мурат. Впрочем, неговиот старт во музичката кариера и споделивме дека да, би требало да има вакви, ајде го денеска, сериозен сопруг пред се. Прва работа на трактор кој се која ме вработа. Не, тоа не го гледај сега. Уште не е во етер, а ти си се насочи на ваквот. Океј, па ајде, прво сакам со нели идолот и твојот старт на кариерата, потоа ќе се осврнеме и на фотографиите кои што нели се актуелни на вашите Инстаграм профили, па и малку да ги прокоментираме од изминатата година. Рековме, тогаш ја стартуваше музичката кариера, не погреши. Да, што се пријави? Да, па пред 15 години, да, во право си. Тоа беше првата аудиција. Спонтано све испадна. Јас бев со друштво, бевме на плажа и враќајќи се од плажа и ми стигнува порака од мајка ми вика, бе, нели ти денеска си на... Тоа све изненадување беше. Не знаев дека сум пријавен. Како те пријави? Пријавил? Па или сестра ми некој ме пријавил дома, некој нешто направил, никој до ден денес ништо не ми кажува.
И викам, кај сум на аудиција, на која аудиција? Па и долбе има, вика, во парк, во хотел парк, ќе одиш таму, викат, пријавин се све, викат, бројче ќе земиш и... Добро, ние како што сме со чамец на плажа, од тука директно долу хотел парк, само мајцата на мене, бројче тоа што ме не Да, регистрација. И тоа така се испадна, значи спонтано и дури во еден момент кога се видов дека во финалето, нели во тие 13, 20 финалисти, 20 финалисти, тоаш веќе сватив дека имам некоја конкуренција, дека нешто треба да правам. Јас све тоа ми беше мене како така дружење. Па добро, убаво е така да се свати, помогна, нели? да, и многу ми помогна, како не идолот многу ми помогна. Па добро, и таков тип на шоу емисии се навистина убава одскочна. Многу ми е криво што нема повеќе. Не знам зошто, од која причина, како што, ама дали не знам, има некоја телевизија да може тоа да го направи пак, или не мора по таа лиценца или нешто, нека да е тој стил. Таков тип на музичко шоу, да. Беше Скапо е, Денис, скапо е. Мала земја сме Немат и скапо е. пари. Немат пари, така е. Иначе имат таленти и пејачи. Има таленти, многу има таленти, баш драго ми е што е тоа така. И само се експонираат на А кажи ми, пред тоа беше музички активен? Па бев, јас имам нижо музичко инаку. Аха, значи не е од никаде. Да, не е од нигде никаде. Да. Имам нижо музичко на виолина, па после тоа така И после по-охридски, како пливаше изминативе години? Задоволен ли си? Пливав како секира под вода. Не, како еден, да речеме, талент кој што, нели, се издигнува во такво шоу, после е пуштан сам на себе, нели, да се грижи за својата кариера, контакти и така натаму. Да имаш поддршка, нели, финансиска поддршка. Затоа што компонираш песни, видео, знаеш ти си во таа бранша колку толку, да ве следам, јасно знаеш знам колку е скапо сето тоа, мислам, тоаш беше можеби некои цени, сега какви цени има тоа, све може се астрономски, не знам. Значи мора да имаш некој сапорт, нешто, некој барем да те води, да ти дава некоја финансиската поддршка една од побитните, за да и можеш сега го имаш и веќе искуството, нели, 15 години си опипал се како... И од тогаш веќе се почна така да настапи. Почна со настапи, да, и имаше, нели, своји музички парчиња и видео издани, односно спотови и така натаму. И сега сте во некој друг филм со Стефи, односно со настапи, кои што одлично коментарите се дека навистина добро си ја вршите работата и добро ги завоувате. Па Женчево, кога си го најдов на лежалка во Охрид, така и си се запознав. Него се во Охрид му доаѓа. Дојдовме, ние го снимивме, ај на идола и жена му дојде. Женчево си дојде во. Еве, ако мислиш дека ќе ти каже така. Да, сега ќе се осврнеме малку и на Стефи, не била во идол, ама не знаше дека немаме муабет. Далеку ти до Охрид. Да. Стефи, твојава приказна со музиката? Мојата почнува од уште неродена. Значи, сите ми се во фамилијата музичари. Нижо музичко целото од прво деление до 8 го имам, средно музичко одсек пијано. Дипломирам на факултетот за музичка уметност и магистрирам во исто така на факултетот за музичка уметност. Меѓутоа друг смер за методика на музичка настава. И никогаш не мислев дека, секогаш мислев дека пијаното ќе ми биде, нели, јас сум наставник, сега работам и како наставник со дечиња, ама мислев дека само тоа ќе го правам, нели? Меѓутоа, така прво пеев во еден бенд со пријатели блиски и од никаде, мислам, тотално не очекував дека тоа ќе ми биде некоја насока по кај се движам. Случајно со Денис се запознавме во Охрид, не се знаевме претходно, го знаев од идолот. Се запознавме во Охрид на плажа. Се е во Охрид, се случува во Охрид, да, на лежалка. Он со кајчето дојде. Со кајчето, да ме зема. Да видиш што тоа време. Така, случајно, спонтано, дали пееш некаде, у тој момент не знам, мислам дека веќе не Но пееш со пред да бендот. започнете љубовна романса, се споивте како дуо или после тоа? Не, прво ја почнавме љубовната романса. Па после на Денис му текна. Тој изгледа подсвесно тоа, така си го мислел, си го планирал, да бидеме и дуо. Си ја наредиш. Да, си ја нареди. Не планиравме, ова сум го кажала веќе некаде во емисија, наша заедничка пријателка не натера, да речам. Ајде дојдете кај нас во кафичот, ке свирите, зошто не се споите, убаво изгледате, убаво пеете, така. И тоа што ми беше прв пат, така да речам, посериозно со него кога настапив и сепак бев сама со него, да речам. Претходно во бент е малку подруга ситуација.
И така од тогаш почнавме, прво теравме по така опуштени свирки, вечери, ручеци, така мислам на мирна атмосфера, така. После почнавме малку по жустра атмосфера, весела, да. Весела да се бара и сега и така и бараат. Добро, малку јас музички ќе направам пауза, односно ќе запееме нешто, па потоа ќе продолжиме со разговорот. Може. Ајде. Една што многу ја сакаат, иако е на српски, на хрватски да речеме јазик, ама многу ни ја сакаат на свирките и Па што ми ја сакаат, значи нашите гледачи ќе сакаат да ја спромовираме. Ljeto ili smo sve to sanjali, ljeto je uvijek onom ko te poljubi. Sada meni da me prati, nema tebe ljubavi. Sve što je lijepo srcu brzo prolazi, jesen ko poštar kuca rano dolazi. Jadan danas, mislim na nas, da smo skupa ostali, rano, rano nebo zemlju ljubi, rano došli dobri ljudi, prijatelji svi, ali nisi ti. Bar mi priznaj jedno samo, što me muči još odavno, jesi li u srcu svom sreću nazvao mojim imenom? Jesi li u srcu svom sreću nazvao mojim imenom? Браво, 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 браво. Одлично, ги расположивме малку нашите гледачи и да, секогаш се насочуваме кон она што публиката си го сака да го чуе, нели? Ние слушаме публиката, реагираме според неа. Немаме конкретен репертоар, имаме нормално многу песни и по некој редослед се водиме, меѓутоа во моментот како публиката ќе каже, така и ние реагираме затоа што гледаме дали ја сакаат таа песна, дали не, ја менуваме на пола, продолжуваме со нова и така. Да. И сега како семејство, колку ви е тешко вие двајцата како родители кога треба да излезете од дома, две дечиња дома, прво да се снајдете околу кој ќе ги чува, нели, околу обврските кон нив, а потоа и нели безгрижно да отидеш онаму каде што треба, а не секогаш можеш затоа што нели деца како деца се случуваат разни работи. Сега во овој период и првото Каин додека беше помал, па и сега, моите родители се во Скопје, бидејќи нели јас сум од тука и тие многу ми помагаат за чување на децата, прво со Каин, па сега и со Теон. Гледаме колку можеме, значи на нив да им ги оставиме, ви сестра му на ден е тука и кај нејзе одиме малку да ги изиграме децата, да се истрошат, да се изиграат. Така што најмногу тие ни помагаат, меѓутоа е тешко, не можам да кажам дека не е тешко, додека ти си се спремиш, треба едното дете да го спремиш, другото дете, па се направил, па се исфлекал, па се не знам, па пак пресоблечи го и такви работи. Да, и тоа изборуваме и за нокни настапи, не е само за интервјуто па да се знајдеш. Општо зборуваме за се, и за нокни настапи, прво ги заспивам, па нели, па да излезам, па мајка ми тука продолжува со организација голема е, стварно е организација голема, мислам дека се ако добро се организира можеш да го постигнеш. Сега за сега јас моментално уште еве некои свирки одам, некои не можам да одам се уште поради нив. Многу е мало бебето. Да. Ептена мало, се уште нема ни 2 месеци, така чекам барем овој период да помине, па се надевам ќе се вратам. Имаме замена, меѓутоа тука сум. Значи пак пратам све што се случува. Еве во сабота ќе одам на свирка. Малку да се забавуваш. Да се забавувам, да. Да се вратиш околу. Да се вратам малце околу, да. Прошетам. Да се прошетам јас малце, да. И така. Мора. Тешко е, во секој случај е тешко, ама тоа е.
Мораме. Таква е мораме. работата, така е. Па и Таква е тешко беше и работата. дома да се седи. Верувам и вие тешко генерално беше дома. екзистенцијата и од настапите, кај вие сте музичари. Да. Имавме и период не каде само што од- имаше локдаун, каде што не само од да. финансиски момент, многу зависи мислам и тој социјален момент кај што треба и детето да го изнесеш надвор, да си поигра со дечиња, со луѓе, да се види. Не можеме да се видиме со блиски, мислам, тој момент така ни беше малку хаотичен. Но и моментот сепак, како Ама- музичари и уметници, на секого од таа фела му фали дружба со Да, публиката, точно. енергијата од Публиката многу ни публиката, фалеше. за да ве води, Па и нели... после тие 20 дена сега првиот настап. Не, општо сака да каже и во целата пандемија, Да, нели, да, кога но и беше, 20 дена, па но и да, нормално. Многу и самите луѓе, самата публика ја приметивме, забележавме дека многу различно реагира после пандемијата. Многу повесели се, играат. Еве ти и самиот знаеш дека во Скопје многу ретко се играло, многу не станувале луѓето да играат така, повеќе по другите градови. Сега сите се, мислам, сосема во некој друг филм, стануваат, играат, бараат песни, се веселаат, мислам, едноставно тој момент на социјализација Распуштени. Па, народски кажано, Народски да, и кажано. коментарите на самите Тој доктори се социјално такви. момент, Пандемијата многу имаме недостаток. уште, но луѓето некако си се Да. опуштија заради тоа што премногу и долго траеше, Да. нели, цел тој притисок, сите тие информации, па и локдаунот, затворањето Да. и така натаму. Добро, ајде сега сликите да ги прокоментираме. Тие се и дел, нели, претежно на социјалните мрежи објавувате семејни фотографии. Да. Па од тие неколку одвоивме да си ги Од кој ги имаме прокоментираме. Од кој ги имате Тоа е, децата. тоа е Па добро, секојдневието. па и тоа вие секојдневието така. Кој сака да ве види на настапи, Да, ќе дојде. ќе може да дојде и да ве види. Па ајде да одиме ред по ред. Прво господинов на трактор да Да, го овде видиме. беше првата Што моја е работа. работава Се сега со работав тракторот? како тракторист. Им треба во една фирма, требаше луѓе таму и А баш ти почнав да- пригодно облечен како тракторист. Само касини. Па, така е и имиџот на фирмата. Да, ова нови модерни трактористи, не? Не да ме спомнам, сум се сликал негде. Добро, се шегувам. Да, Ова ево кајчето, мораше, кајчето, мораше да кајчето. се стави, иако е видео, го извадивме како фотографија, затоа што Да, видео. Кајче, Охрид, Тоа е. Денис Гостин да не Тоа се е. стаи ќе ни замерат. Тоа е со пријатели на Молам, Љубаништа. немам, Така, Да. така често си одите во Охрид, имате можност и уживате. Па да, Сега не сме некој период не сме во Охрид, ама на лето, обично на лето, знаеш, летниот период во Охрид. На лето, да. Но, До душа и зима е убаво. Убаво е, убаво е. Убаво е. Имав зима, можност викендов да го посетам Охрид и навистина е убаво и зимно време. Да. До душа ладничко, но убавиот убаво, Охрид да. си е убав и во зима. Овде во Золошка, нели, Да, ова е како и сите крај. родители, Кај ова е првиот. кај Првото машко дете. Дуња и Далила, мислам дека се вика Да. со новите, обавезно таму да се помине, нормално. Сега е голем, ова е малечка слика, кога бил малечок, не знам точно колку има, Да, ама... сега има друго бебе. Да. И ова е исто. Каин, исто во Охрид. Во Охрид. Да, ова беше многу интересна да. ситуација. Дечките се позади дечињата што свират, си се музичари, си свират, тој точно застана на шеталиштето, точно пред нив Кај се што знае свират. дека ќе биде музичар. Ќе ве прашам дали сакаат, ова е нели, друго, да. ова е друг момент. Е, А кој ме ова е, побара чекај, мене? колко бара овде се? Е, кој ме Леле, побара? ова е- Ајде приказнаме да. Мислам дека ова е и последна Нема фотографија. приказна, бевме во Нема кафична приказна. свирка и Стефи си земала Ти го тако побара? све и сме- Ние Па бевме кога на не имам свадба. текнуме на Фриѓалецов, нормално. Ние бевме на друга свадба, тоа не е нормално, тоа се кутивче со бомбончиња. А не е чинот, добро. Не е нормално чинот. Ама после оваа фотографија излегува Јас во се. сите портали како за прв пат жена го бара мажот и тоа не било кој, Ја туку ставам, Денис Мурат од идолот. на Да, и тоа Facebook. Охриѓанец. Да, како она клекнала на Ставив на Facebook колена. и коментари, честитки, ајде честито, почна се редат коментари, така јас почна викам, ова не е лабитите. за фрканци, ова нешто. Ке. Така име побара. А така уствари го Така име поттикна. побара, Па така добро, го сети поттикна. се, Тој сети Тој се се како. сети се како беше Да, да, снал, да, така беше. Непријатно ми падна, викам, тоа за побара, викам Да, сега. еден прстен на Стварно така беше. Тоа е. Ако, убаво, убаво. Да се снајдиш бе во животот, разбираш? Така е, не, така е. Види, добро си се снашал ти до сега, Него ќе така не да... сватит сериозно. Ако убаво, малку и позитивна енергија да им пренесеме на нашите гледачи и да се тргнеме малку од сериозноста. Тоа ни е целта, нели, и со така е. музиката и со разговорот. Какви се плановите, односно како дуо? Дали планирате да можеби издавате музика или за тоа сега нема време, па некако насочени само на настапите? И има ли простор
генерално ваше што размислување во моментов на нашата естрада, нели, за ново, за пласирање на нешто ново по медиумите? Прво само преди нешто да кажат, сакам да го спомнеме бидејќи ние сме дуодис. Меѓутоа од пред известно време, можеби година дена, веќе со нас имаме и уште еден гитарист како помош да речам. Сега ние сме дуодис Фит Кипрец, Александар Кипрец, Кипровски како и да е, го поздравуваме во моментов. Се ширите, значи. Да, па добро. Одите на кај бенд. Сега за сега вака сме, па ќе видиме. Каин Теон се. Каин Теон ќе бидат дел од бендот, да, дечињата. Сакаат музика, Сакам а? многу. Јас сакам Така, баш па да, кога видео нормално, Кај сликата. е- семејство. Тотално мислам, не знам, има слух стварно. Мислам, можеби е многу малечок, Па добро, можеби ама ритамот се осеќа, Многу, и нели? ритам и многу. слух, да. Да. И ритам и И слух, па за точен е мало ќе песничките видиме. што си ги пее, Да. интонативно и многу е точен. Многу е точен. Добро, добро. Јас- Мојавето да ми беше за гитаристот наш дека и прашањето што го спомна дека тој е многу голем иницијатор за да почнеме нешто авторско да правиме. Искрено ние до сега не сме размислувале кој знае колку на таа тема, поради тоа што и самите, мислам, знаете и публиката знае дека естрадата на нашево поднебие моментално е во некоја, како да речам, не криза, меѓутоа е малку така по на страна се тргнати тие естрадни уметници, повеќе со авторска музика. Да. Повеќе е сведено на свирки, на настапи живи и така. Авторската музика можеби малку стои на страна, секоја чест на овие нови дечки и девојчиња што сега излегоа И се борат, и бога се ми, борат, успешно, да, има неколку успешно, имиња да, кои- можеби тие се тие еве што ќе почнат еден нов бран во естрадата музичка. Не знам, еве размислуваме. Не сте толку возрастни. Па не сме толку, Вие па сте не меѓу знам сега, новите кој како. Дечки, девојки. Добро, тие се релативно млади, мислам, Так, доста так, млади. так. Збориме, значи, млади како кога тој почнувал на идолот, во таа толку млади од прилика. Сега ние пак сме веќе на некое друго ниво, ама можеби би направиле нешто во скоро време, имаме нешто, разговараме, се координираме. Би сакале, зошто Да, не? верувам дека имате и зошто во да која не? насока би И се бара движеле. доста и од публикава. Ајде бе, што правите? Имате ли Инстаграм, некој нешто, Ние некоја ништо песна? немаме, само да ти кажам, ништо немаме. Немаме ни Инстаграм. Имаме. Значи, не знам зашто така, стварно. Немаме Инстаграм, немаме Фејсбук, фанпејдж. Број. Па кај Одма бе, број кај се Ненад јавува, со тоа е тоа. децава, кај Не, јас се разбирам, но да, за тоа после разговоров ќе се договориме, односно ќе ве посоветуваме и нормално ќе инсистираме дека треба да си направите сега Треба, во ново треба, време, рековме сега, Инстаграм, еве, Фејсбук за да Да, нова публиката ве година, нови запознае. резолуции, како викаат, си имаме, значи, план дека ќе биде тоа, малку еве и со раѓањето на бебето, нели, моравме да Така. малку да се свртиме и кон дома, нели? Ама ќе биде. Сега веќе почнува јануарија малку тежок месец, сите се така истрошени, некои одат во нели по планини ве скијат и така. Да, Сега имаме и веќе повторно февруари, март омикрон и така почнуваме, натаму да не се навраќаме пандемијата, но во секој случај да верувам дека успешно ќе го правите како до сега се она што го правите. Музички ќе завршиме и ајде не ветуваме, ама за брзо да се видиме со нешто ново. Да, ајде, дај Боже, да. Уште една мајка? Кога станува за мајка. песни. Не, само не го Нема почнувате такви муабетот за муабети. мајчинство, нема да завршиме. Не бе, ја додев малку на музика. Ајде, поведете на музика. И мене ми треба релакс. Да, секако. Е, ова е наша. Многу стара песна. Шила сака Blackjack, игра Blackjack. Шила сака млади згодни деца кои играат и викаат која вртат и брескал, ги излудува во секое време. Шила сака игра Шила сака млади згодни деца кои играат и викаат која вртат и врескал, ги излудува во секое време. Шила прави што сака има среќа и лесна рака. Шила опасно игра, ужива се врти ко игра. Шила прави што сака има среќа и лесна
игра. Оживам